Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Ние денес со мојата драга пријателка Дана Силјан снимаме од многу оправдани причини. Значи, наместо да одиме во живо денес, или на 21 јануари 2026 година, ќе снимаме затоа што таа подоцна ќе се придружи на протестот против Усија, значи против загадувањето на Скопје, кое што од акутно преминува во хронично. Ние денес ќе разговараме на сосема друга тема. За темата инспирација јас добив при мојата кратка посета на Скопје исто на почетокот на овој месец, каде што чувството што ми го даде Скопје е како град кој што исчезнува. Не како град кој што исчезнува од лицето на земјата, туку град кој што се преоблекува во нова невидена облека и како да станува непрепознатлив за она што бил во децениите, па и повеќе во времето наназад. Така што денеска со Дана ќе разговараме како личност која што се чувствува како скопски урбан лик. Дана, добре дојде на каналот Татнич. Добро те најдов. На чувството сега се субјективно, ама може би не сум нели најкомпетентна, меѓутоа може би те имам до некоја километража на од километража набиена во скопскиот градски живот низ децениите. Јас мислам дека Ајде убаво ќе се навратиме некои спомени и сличи. така. Ти кога спомна компетентност, мене ми текна веднаш дека единствениот човек кој што некогаш бил компетентен онака да зборува за Скопје беше Данило Коцевски. Апсолутно да. Урбан лик кој што Да, да, да. не ни текнуваше на памет, ама тој е човекот кој што буквално го Да, знаеше Скопје на памет, секој агол го знаеше и низ вековите. апсолутно да. Значи, он беше нели главниот лик во како се викаше во серија А во Уа досие Шнајдер, Скопје. Уа Шнајдери, мислам дека исто беше, не Уа Шнајдери. Да, не беше во Шнајдер, мислам. Во досие Скопје Досие Скопје, беше така, така. главен, значи за скопски архивар. И двете беа од Дарко Митревски, затоа веројатно ги мешам, стилот е сличен. Да. Како да го дефинираме поемот урбан лик? Види, урбан лик е лик кој што остава белек во градскиот живот. Што значи дека поседува некои оригинални личностни карактеристики, кои што оставаат траен печат или дели кажано разговорно дека постанува еден вид на урбана градска легенда според приказните и митовите кои што се надоврзуваат на тие карактеристики кои што ги носи личноста и одбележала одредени животни ситуации кои што станале запаметени прво во блискиот социјален круг, соседите, а потоа и пошироко. Како кажа? Така, така, така. Одлична Према. дефиниција, луѓе во кои што пишуваат книги нека си го призабележат за во библиографија. Да. Нека се повикат нели на подкастот со Дана Силјан на Татунче А, канал. Им го дозволуваме авторски права слободно. Значи, не се работи за ликови со ботски карактеристики, како да кажам, или сега популарно кажано ботови, тоа се еден вид на сега новиве генерации ги нарекуваат NPC или non-playing characters, кои што се претопени во масата или на некој начин купени да бидат дел од масата, на некој начин се еден вид на само бројка, дека ние не сме во одредени ситуации, меѓутоа не се насочени кон создавање и креирање на автентични животни приказни. Дори имаат и страф од тоа. И живеат на некој начин тој ботски живот или да речеме класичен, од типот на завршување на одредено образование, склучување на брак, основање на семејство и така ред со ред, и на некој начин
приказната останува само во семејството, не стига до пошироките кругови, што значи дека е изгубена автентичноста. Или како што имаш една така турбо фолк песна, посо куча куча посо. Да, па тоа е. Сега мислам да многу страшно стана што тој вид на живот на некој начин ги гепсува луѓето со таа лажна сигурност, дека на тој начин ете си живееш сигурно, тивко, не го повишуваш сопствениот глас, едноставно немаш можност ниту право на мислење и тоа се прифаќа како да е добро и позитивно и дека што потивко се живее и по нели така наречен вештачки создаден некој редослед, дека ќе си живееш така долго и заштитено. Да речеме заштитено од системот. Додека урбаните ликови кои што ги памтиме, тие имаат способност да го истакнат своето мислење, да ги поминат границите поставени од системот и од општеството и треба да наметат, односно би било пожално, нели, да водат кон некое повисоко ниво или да ги поместат границите, да качат скала во однос на прогресивноста на мислот. Ова ме потсети на една вистинска ситуација, значи времето е некаде 2008-2009 година. Тука во Буњаковец некаде се одржуваше презентација на книгата Историја на ветрот од Зоран Анчевски. Ја имам книгата со посвет од авторот и имаше еден човек во публиката кој што довикуваше: ај прочитај оваа песна, ај раскажи ни нешто за онаа песна, за пишувањето. Беше еден лик со долга коса и со брада и тој лик веројатно оние луѓе кои што се во уметничките кругови се сеќаваат на него, Игор Исаковски, познат скопски урбан лик, поет, за жал, човек кој што не е помеѓу нас. Беше тешко да не се забележи Игор во публиката. Невозможно е некој да не се сеќава на Игор Исаковски. Ете, значи тој продолжува да живее како легенда, бидејќи остави трак со сопствената поезија. Јас би рекла, и повеќето ќе се сложат со мене, со својата појавност. Едноставно човекот имаше харизма и беше еден вид на одбележје на скопскиот живот и на скопските улици. Тоа го има и впрочем и во неговата поезија. Игор беше еден од поинтересните ликови кои што Скопје мислам дека долго ќе го памети и мислам дека се уште и секоја година се одржува одреден вид на комеморација и се читаат негови песни, се навраќаат луѓе на неговиот живот, се потсетуваат на некои случаи кои што се незаборавни. Да, тоа е одличен пример за урбан лик. Сега го сведочиме за минувањето на многу вакви урбани ликови, не само на Игор. Ме потсетува уште еден поет кој што, ако сакаше човек, луѓе што одеа по библиотеки редовно го наоѓаат таму, Марко Петрушевски. Марко, да. Јас пораснав со сериите во кои што глумеше, подосна го среќавав на факултет, уште тогаш, значи како млад човек беше легенда со неговата поезија, еден млад збунет човек ги струши сите можни рекорди. Мислам дека единствената поетска книга која што беше распродадена онака органски, беше распродадена затоа што беше барана. И муабетот ми е, овие луѓе заминуваат, многумина од нив прерано, дали се појавуваат нови ликови, дали денешно време актуелниот миг создава нови урбани ликови? За жал многу малку, баш поради тоа што го кажав претходно, бидејќи владе еден живот кој што се добива на популарност, а тоа е тој невидлив, значи живот на невидливи луѓе. Од типот, значи ние као излеговме од социјализмот, меѓутоа социјализмот никако не излегува од нас во однос на стилот на живот, начинот на облекување. Сега навидум имаме многу избор, меѓутоа кога ќе видиме младите се исто облечени, слушаат слична музика,
Например, порано можеше да се види на улица, не знам, млади луѓе со четка или некој, значи, друг стил, дали е хип-хоп, ќе ги препознаеме според облеката. Тоа значи дека се негов одреден стил, додека сега, например, и машки и девојчиња се сите како униформирани. Таа униформираност не може да роди некој оригинален живот, начин на живот, стил на живот. Ние не можеме да го препознаеме, затоа што имаат исти фризури, имаат исти облеки, како да немаат толкав избор. На некој начин дојде до едно претопување, и многу ретко да се препознае некој кој што вложува во надградување на собствената на собствениот израз пред се. Така што многу малку имаме сега такви оригинални автентични ликови. Има, меѓутоа не толку од помладите генерации, иако може да се најдат и се многу интересни, после можеме да ги спомнам. Кои мене ми се автентични ликови од младите генерации. Секако се работи за авангардни ликови, иако некој ќе се сложи, некој не, меѓутоа фактот е дека добрата авангарда станува мејнстрим. И тоа оди се понатаму и понатаму. Бидејќи ако нема авангарда, не може да одиме ние напред. Ако субкултурата заостанува, културата заостанува уште повеќе. Значи, за да имаме култура, прво мора да имаме субкултура. Субкултурата е главен регулатор на културните процеси. Сега, ако некој мисли дека ова не е важно, можам веднаш да го победам, бидејќи да, народ и нација се создаваат со размножување. Меѓутоа, цивилизацијата се развива и се одржува со култура. А културата е регулирана од субкултурата. Значи, субкултурата е главната оска на сите културни сфери. Затоа ние мора да негуваме субкултура. А што правиме ние? Ние на некој начин ја умртвуваме. Тоа е голем проблем. И затоа имаме сега еден вид на да го наречам синтеза, меѓутоа во негативна смисла, од рурално и урбано дојдовме рурбан стил. И тој рурбан стил е буквално прифатен од младите генерации. И сега тој рурбан стил се отсликува во музиката, во начинот на облекување, во филмовите кои што се гледаат, нели, музиката која што се слуша, кажав, за книги читање не правам муабета, одамна излезено од мода, многу ретко да се види млад човек што сака да пролиста некоја книга. И мислам дека тука лежи проблемот. Меѓутоа има млади ликови кои што се надежни, кои што на некој начин се посебни и се трудат да остават трак во културниот и субкултурниот живот, меѓутоа не се толку многу како што беа претходните генерации. Ова субкултурата ме потсетува на едно меѓување на нови земји, затоа што е апсолутен новитет, апсолутно експериментирање. Сега ми доаѓаат споредбите джезот во однос на класичната музика. Беше такво меѓување на нова територија. Рок-н-ролот во однос на джезот. Не знам, металот во однос на рок-н-ролот и така натаму. Значи, беше одање во непознат правец и подоцна денеска сивиови стилови си имаат свој мејнстрим и се веќе воспоставени. Колку работиме на такви нови видови на културни, субкултурни изразувања кои што можеби наредните генерации ќе ги имаат како традиција? Знаеш што, многу малку се поддржува тоа, многу малку се поддржува субкултурата и авангардата. Дури мислам дека значи регресиравме. Почнуваат генерациите, ако нешто е
поинтересно и понапредно, они го знаат да го именуваат како кринж. И пак се приметам дека има такви групи на млади луѓе кои што се неписмени, значи многу озбилно неписмени, многу сериозно неписмени, знаеме дека писменоста е главно и образованието пред се е главно за да се создаде културата. Значи од образованието произлегува културата. А културата првенствено доаѓа од воспитанието дома, меѓутоа тоа е ќе остане незначително доколку образованието не го поддржи не поддржи културата како таква. Затоа имаме сега проблемот е што имаме наставен кадар кој што е урбанизиран или ќе наречам турбофолк наставен кадар, дури имаше и докази за тоа, нели? И тоа е основниот тоа е коренот зошто не се поддржува субкултурата како така. Ние назадувавме во сите образовни нивоа и тоа ни доведе и генерации кои што се функционално неписмени. Значи не знаат да се изразат, ниту знаат добро македонски јазик, ниту знаат добро англиски јазик, иако ги слушаме дека повеќе комуницираат на пример на англиски, ниту англискиот го знаат како што треба, ниту македонскиот го знаат како што треба. Зборат како австралијанци дојдени на македонци во Австралија дојдени на одмор. Постојат терминологии кои што буквално не знаат како да ги пренесат на македонски јазик. Да. Например, прост пример со социјални мрежи, шерување. Тој е толку грд збор што мене ми е неубаво да го употребам, а се употребува. Да. Не ни е мал проблемот, затоа што многу го симнавме нивото. Наместо ние да размислуваме, да создадеме услови и култура, па потоа едноставно да го пренасочиме народот медиумски, да има една медиумска селекција на културни настани, за да може едноставно да изборот да биде насочен, бидејќи со оваа неселективност ние сега на пример просто ќе ти кажам, са бајле случајно на Рил на пример ми излегува Антонија Гиговска подкаст, мислам кај Боки 13. И кој ги поставува прашање Боки, значи Антонија Гиговска не знае што е хипотеза, се присмева така глупавичко, како една сладка русокоса, да се прости гревот, дека не знае што е хипотеза, не знае што е глобализација, не знам уште практично ништо не знаеше. И сега тоа ли ќе биде примерот? Тоа ли мислам, такви ли артисти ќе слушаат нашите деца по дома? Па ние слушавме Айрон Мейден, Брус Дикенсон е професор по историја, е доктор на науки. Ме разбираш? Да, знаеш што е интересно со ваквите луѓе како Брус Дикенсон? Кај нас има еден многу НЗС момент, значи ќе се стави цртата ќе се стави равенката горе, ќе се стави дропката долу и под дропката стои само едно сатанизам. Сите тие се сатанисти. Што ако е доктор на науки, што ако е професор, тој е учен сатанизм. Да, значи ние што правиме сега? Сакаме масава да биде црковена и проста, или сакаме да биде културна. Меѓутоа, сега ризикот што е? Ризикот е дека културата поттикнува на критично мислење. Значи, тука е проблемот. Меѓутоа, па така е. Ако трчаме ние маратон, како народ и како нација, прво треба да се потпреме на културата. А ако сакаме инстант резултати, ќе се потпреме на размножувањето. Значи, тоа е тоа.
А имаме добра подлога, значи културна за тоа. Значи луѓето од поствојните децении и те како живееја културно. Она што мене Да, Скопје како не. ми даде впечаток е дека град кој што исчезнува, а со исчезнувањето на тој град, значи она Скопје кој што го знаевме со широки простори, со простор помеѓу зградите, со култни места, а, исчезнува, ама како што кажав на почетокот, се пренатрупува со не само со архитектура и со ѓубре и со непотребни работи, со фекалии, еве со загаден воздух. И ми се чини дека со тоа исчезнува природниот хабитат на на урбани авангардни ликови. Да, скроз си право. Затоа што Скопје се пренатрупа и не сакам само да биде критика, меѓутоа мислам дека ова е резултат на лошото будење на сите локални политики низ целата држава. Затоа што мислам дека нема ретко луѓе кои што сакаат да го напуштат своето родно место. Не верувам дека постојат луѓе кои што се доселиле од Охрид или од Струга, например, кои што дошле во Скопје, не им недостига езерото. Мислам, ти кога растеш покрај вода, после ќе се сместиш во некоја станче што гледа во зид, не мислам дека се многу задоволни со тоа и ги разбирам. А, и на никого веќе не му е добро во Скопје, затоа што навистина е пренатрупано и нормално така ќе се изгуби таа градска магија која што никогаш Скопје имаше. Значи, ја имало и за студентите од другите градови. И тие го памтат Скопје поинаку колку сега. Што значи локалната политика е главниот проблем. Например, порано било интересно да запалиш школа да излезеш во Куманово, да се проведеш, било интересно, или во Делчево, или во Гевгелија. Додека сега, например, тоа е изгубено затоа што пола Македонија е преселена во Скопје и никој не е среќен поради тоа. Ниту тие што се доселили, ниту тие кои што од секогаш живееле тука. Сите од некаде потекнуваме, меѓутоа тие кои што се родени во Скопје ги најмногу ја прават разликата. Помалку ќе направи разлика некој кој што например има сега 25 години, а студирал во Скопје и останал тука да живее, а поголемата разлика ќе направи некој кој што е роден и живее тука, например, 50 на години. И Редовни гости во Кочани, значи во моите тинеџерски денови беа дечки од Скопје кои што беа во потрага по различна забава и доаѓа во Кочани, што значи имало и таму забава различна од скопската и затоа било интересно да се мигрира со намера, нели, од Скопје кон надвор. Тоа беше убавината. Јас сум поминала од 20 години секое лето во Струга, например, баба ми таму имаше стан и многу подобро Скопје сум се поминувала во Струга, значи тоа секаде го кажувам. Така што проблемот е сега и во адаптацијата. Например, кога се оди се селиме, нели, во друг град, ние треба да ги прифатиме манирите на градот каде што ќе се доселиме. Ние не можеме да го носиме градот каде што потекнуваме во градот кој што ќе се доселиме. Така, после поговорката кога сте во Рим, правете како римјаните. Тоа ќе го кажа. И тука е исто проблем. Ние не можеме сега да дојдеме, значи, еве ќе спомнам Скопје, меѓутоа во било кој град е исто. Не можеме сега во Скопје да си правиме, нели, мал Прилеп, мала Демиркапија, мала Струмица и си правиме гето. Значи, нема простор за тоа. И еве тоа се докажа. И на тој начин се губи скопскиот урбан живот по кој што и самите они трагаат. Мислам, нели, секој сака да дојде на нешто поразлично да види, па може да се врати повторно во родниот град. Меѓутоа, процесот е почнат многу одамна, со самата индустриализација. Ние имаме проблем со тоа што прво губивме селото.
и мислиме дека селото е нешто помалку од градот, што не е точно. Значи, селото е лебот кој што градот го јаде. И тука мислам дека се измеша лончињата, и не само кај нас, мислам дека на целиот Балкан. И со тоа што се изгуби селото, ние всушност добивме таа урбаност што не требаше да не се случи. Зошто? Затоа што ако некој е роден за да биде земјоделец и да одржува земја, тоа треба да го прави, а не да му сервира системот дека треба да дојде во град и да студира и да работи нешто друго. И на тој начин се создаде турбофолкот во сите општествени сфери на живење и најстрашното е што се сервираат турбофолк вредности. И не знам како големиот дел од луѓето не гледаат дека точно таму ние тонеме. Таму тонеме. Значи, буквално тонеме во една турбофолк јама систем на вредности кои што се сервираат како позитивни, наводно се традиционални, семени, врска нема. Тоа е само едноставно сервирање на лицемерен и неавтентичен животен стил. Местата и личностите што создаваат урбан идентитет, мене ме потсетува на песната Рубин Кармин од Архангел, кај што вели Рубин Кармин карши путник. И се прашувам колку денешни миленијалци знаат каде е ова место за кое што Ристо Вртев пее. Види, миленијалците знаат, ама овие после миленијалс Z генерација не знаат. А миленијалс знаат затоа што миленијалс беа публика на Архангел. Мислам, и уште се. И да, кога се споменуваат во некои песни одредени места, локали, може да се почувствува мирисот и едноставно го имаш амбиентот на самото место и сакаш да го видиш, така сакаш да бидеш присутен, да видиш каде се случувала таа приказна која што се спомнува песната. Да, ова е тотално урбана димензија на една уметност. Да се прашувам, ако може Минхен се уште да ги има пивниците каде што Хитлер држал говори. Да. И ги има, а тие се пивници кои што стотици години пред Хитлер постоеле. Да. Зошто Скопје да нема места како што е, не знам, Мала Станица? Зошто Мала Станица не остана како простор? Беше феноменален, преубав простор. Затоа што треба поддршка. Треба институционална поддршка. Мислам, одреден период, да, многу е тешко кога на свој грб се носи културата на градот. Меѓутоа, во одреден период треба еден институционален грб или барем ветар во грб за да може нештото да остане, или поточно треба да биде препознаено како вредност. Тука е проблемот и треба тие вредности да бидат заштитени. Меѓутоа, кога институциите се однесуваат како едно капиталистичко суштество, во тој случај тие вредности не се чуваат како што треба и знаеме како завршува било што кое што не е добро одржувано. Значи, сака нега. Културата сака нега. Затоа што тоа е еден апстрактен поим. Меѓутоа, апстрактен поим на кој што се темелат неколку општествени сфери. Значи, во културата влегуваат сите уметности, како прво, и начинот на живот. И тука влегува образовниот процес, воспитанието дома. Значи, културата е таа која што треба да ја обликува традицијата. Ние не можеме да прифатиме суровата традиција како таква, бидејќи постојат традиции кои што биле нели премногу сурови. Меѓутоа, културата е таа која што треба да направи еден совршен филтер, знаеш, да помине низ ситото. Треба да се изфилтрира
да се изфилтрираат традиционалните одбележја преку филтерот на културата, бидејќи во спротивно ние не добиваме ништо освен да наречам ограничено сервирање на некои си обичаи кои што ние или народот ги дефинира како култура, тие врска немаат со култура. Мене ми текнува еден радикален стил во архитектурата кој што во Скопје е многу присутен, кој што ако добро го познаваме се повикува на традицијата. Тоа е брутализмот. Дали се Да. тоа градби како што е Поштата и Телеком, дали е Ману, дали е студентскиот дом Гоце Делчев, новата железничка станица, сите тие градби имаат елементи на традиционална македонска архитектура, но се создадени во тој авангарден стил, Кензо Танге стил кој што нуди еден масивен сив бетон. Не велам дали е добар или не, туку велам дека за времето е авангарден, а сепак се повикува на традицијата. Па да, ние кои што нели сме го живееле Скопје пред 2014, ние го памтиме Скопје такво. Дури јас се трудам да снимам видеа точно кај студентскиот Гоце Делчев, кај некои главни обележја од градот, тие може да се забележат кај нас на страната. И мислам дека познам и многу други уметници кои што се трудат да го сочуваат овој дел од градот преку нивни уметнички дела, дали тоа ќе бидат снимање на некои музички спотови кои што знаеме дека и многу од спотовите се снимени во железничката станица. И некои битни обележи, ќе признаеме дека тие градби се уште не се најубави во Скопје. Значи нема да спомнеме дека е убав, не знам, Македонскиот народен театар вака нов, туку ќе спомнеме дека студентскиот Гоце Делчев, например, е една од поубавите градби кои што го одбележуваат Скопје, како и Поштата, нели? Градскиот трговски центар. И кога сме кај Сам тоа е реалност. Поштата е една тажна приказна, внатре имаше еден прекрасен мурал, дали беше мозаик, веќе јас не се сеќавам ово, значи зидот беше едно огромно уметничко дело и мене тоа ме потсетува како во Милано да земат црквата каде што е тајната вечера на Леонардо да Винчи, да им се запали онака и да исчезне се. Па имавме стил, што да ти кажам сега. Имавме стил, али многу треба институциите да се позанимаваат со системот на вредности. И не со инстант прашаци за слабење, туку треба да се позанимаваат со градење на културата и како да го кажам, како да се унапреди локалната политика и како да се мотивираат луѓето да ги заживуваат и другите градови во држава. Кои што имаат автентични простори за нивните. Многу е важно тоа. Многу е важно тоа. Сега кога ни се случи Кочани, видовме колку тоа е важно. Значи, не може град да умре поради една трагедија во дискотека. Тоа значи дека нема доволно млади луѓе. Тоа значи дека и преходно не живеел доволно градот. Еве конкретно Кочани, јас вака малце локал патриотски да кажам, го има најстариот фестивал за драмски театри. Значи, сега е драмски аматерски фестивал, порано беше фестивал на аматерски алтернативни театри, ФААТ и така натаму. Значи, има над 50 години како се одржува тој фестивал, мислам дека и повеќе. Што значи, постојат автентични простори, постојат автентични проекти, по другите градови едноставно треба да се откријат и треба огромното, да речеме, население од Скопје да оди во тие градови и да ги посетува тие настани. Ама така беше. Мислам, стварно така беше, да ти текнува, така беше.
и не знам како почнаа да умираат градовите, така Скопје стана град тежок за живење, за сите, и за тие што се досели, и за тие што веќе живеат. Затоа што не живеат другите градови, значи тука е проблемот. Треба локалните политики многу да се зајакнат и пред се да се насочат на младиот свет и да се понуди, па ќе кажам, не да се понуди да се понудат турбо фолк настани. Значи да се понуди да се понуди вистинска културна манифестација. И тоа не еднаш годишно, тоа треба да биде како да кажам, значи годишна програма да има на културни настани по градовите, за да можат да одат таму младите и плюс да се сервира тоа како нешто деликатно, фино, да се ангажираат млади луѓе, да се качи нивото. Затоа што вака тонеме. Не може сега да дојде Теа Таировиќ и да собира илјадници публика низ земја. Мислам сега вака спомнав. Да, ќе има повеќе прегледи од нашиот подкаст, тоа сигурно, да видиме Имаме, реално. тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Мислам, еве, може би некој ќе каже од секогаш било така. Па не баш, не било од секогаш така. Порано било привилегија да си во алтернативата, во авангардата, никој не ти се посмевал. Тоа на сите им било интересно да си малку поинаков. Значи таксират го полнеше Саем. Мислам сега на Рокфест во МКЦ било илјадници млади луѓе дојдени од целата земја и тоа беше многу интересен настан. А сега разговорав сега... со Горан Таневски, кој што имаше 40 години јубилеј. Да, знам. Едва и 300 луѓе се собрале на жива легенда, значи во македонската рок музика. Па тоа го кажувам. Порано било че луѓе не можеше во МКЦ да се влезе, на Саем, на таксират, ја памтам на таксират, значи редици пола саат не можеше да се влезе на Саем, така што не било сегогаш исто. Постоја исто така медиуми порано кои што правеа вистинска селекција на тоа што ќе се пласира. Додека сега оди секаков шунт, имаме секакви емисии, неписмени, полуписмени водители, ја би рекла се пластифицирано во буквална и во фигуративна смисла на зборот, во однос на касниме со тренд. Кога пред некоја година беа во мода, не знам, филери, ботокс и слично, кај нас стигна дури сега кога светот почна да се врти кон природното. Ние сме заглавени кај северниот сосед и неговите трендови. Ние не следиме светски тренд. Добро, делумни од Турција доаѓаат трендови сега да бидеме искрени. И Турција, да. Па добро, тука е тоа негде. Сакам да кажам, меѓутоа Турција е голема, има тука се и се што. Меѓутоа лошиот тренд доаѓа кај нас, тоа да. Дури тоа е во облека, еве ќе ти кажам, ние 4-5 години, например, и вежбаме со Asics Tiger Onitsuka, например, кај нас ги нема. Цел свет ги носи хитсе. Значи Јапонија, Кина се носат, тука кај нас ги нема. Така да ние сме назад и значи нешто што може да не издигне, тоа е да дадеме можност на оние кои што се, значи, малку поинакви, и под поинакви не подразбирам на мажи што се облекуваат како жена или не знам, на жени кои што сака да бидат мажи или слично, не мислам на такви трендови, него мислам на некои млади луѓе кои што имаат прогресивна мисла во однос на отварање на хоризонтите, а не во однос на пластифицираната маска која што ја носат на себе.
Неколку пати ги Ако спомна, натаму, ако не повели. тргнеме натаму, мислам дека ќе се уште ќе мислам ќе продолжи трендот на регресирање, Јас мислам дека сите културно напредни регресирање. општества основата на својот напредок ја ставиле во културата и во образованието. Економската благосостојба доаѓа во едно второ време. Неколку пати ги спомена институциите. Јас имам тука направено листа на неколку места кои што се своевидни Мгм. институции. Универзална сала. Универзална сала ги имаше Златнославече, Да, Скопски фестивал, значи саемот го спомена каде што невидени концерти, саеми за се и се, што особено моите омилени саеми за книга, на мене беше тоа буквално како да влегувам во некој магичен свет кога бе тие саеми на книга. Градските кина, ги снема градските кина на улица Македонија, ве сега ако се присетам, ако ги затворам очите, кино култура, кино Парадизо, не Вардар знам, 1 и 2, ги Вардар, снема. И се во ова го снема од просторот на културните институции кои што биле под капата на државата. Не е нешто што да. било приватна иницијатива, па не функционирал бизнисот и исчезнало. Па, знаеш, исчезнува затоа што не се инвестира. Например, не знам, да се реновирало киното, да се значи повеќе да се промовира, ќе има луѓе. Меѓутоа кога го оставаш 30 години во иста состојба, нормално дека ќе замре. Не знам сега преходно не размислува вака, меѓутоа не знам дали е тоа намерно или ненамерно. Меѓутоа кога во прв план е бизнисот, а не идејата, мислам дека се случуваат такви замрувања едноставно на одредени автентични културни објекти. Мислам дека кога финансиите, кога економијата е пред идејата, значи прво би требало да биде прво идеја, па идејата само да го едноставно само да го пронајде својот пат кон економската стратегија за реализацијата и за понатамошното одржување во живот. Меѓутоа, ако се оди прво од економските цели, мислам дека доаѓа до пропаст. Бидејќи не можеме ни да тргнеме со мислата како сега да заработиме и ми текна ќе отвориме кино, знаеш, па како ќе направиме. Не. Мора да произлезе од идејата да произлезе од едноставно од срцето, од желбата. Најчесто тоа е потребата за афирмирање во социјалниот живот. Мислам дека тоа е многу поважен мотив отколку финансиите, бидејќи мислам што ќе направиме со финансиите, ќе си приуштиме некој поскап одмор, поскап автомобил, стан и што со тоа? Мислам дека тука више се навраќаме во суштината на тоа што не достига е филозофијата на живот. Филозофијата на водење е градски, урбан живот. Урбаниот живот не подразбира поседување на 5 станови, 3 автомобили, не е таа амбиција на урбаниот живот. Урбаниот живот е афирмирање во социјалната сфера со реализирање на собствени идеи. Сега, кај нас, овие преходно што ги спомнав, моментално се као во хиерархијата се на повисокото место, меѓутоа тие едноставно живеат тој ботски живот и нема по што да ги паметиме. Значи, ништо не одбележале во градскиот живот. А што е одбележувањето? Главното одбележување е во културниот живот. Значи, тоа се памети. А не се памети дека, не знам, кој колку поседувал. Никој тоа не си го носи кога ќе замине од овој свет. Така сега да не бидеме И тоа погрешно никој не... сватени. Можеби Да, многу луѓе знаеш, Може многу луѓе мислат дека треба да бидат сега некакви уметници, некакви креативни ликови,
А јас сметам спротивно дека не секој од нас има талент за некаков таков израз, но од друга страна сите можеме да создадеме култура на конзумирање на културните настани, одење на изложби, одење на театар, читање на книги, купување на книги, одење на изложби, значи редица работи. Да, треба тоа да биде модерно и едноставно да сакаш да бидеш виден на таков настан. Значи да го качиме стандардот на социјално, културно-социјално битисување. Значи, да сакаш да бидеш виден во таков круг, да уживаш во представа, да биде тоа еден вид на лично и лично достигнување, да биде да биде да поддржуваш одредена уметност. Да сакаш да водиш, односно разговор или муабет на уметничка тема. Пошто тоа е на некој начин уметноста е нишка која што ја врзува културата и политиката. Во начинот на кој што се развива уметноста во една земја или во еден град, ние можеме да видиме корелацијата помеѓу политиката и културата. И едноставно, тоа единствено се манифестира во социјалниот живот. Затоа што видовме ние кога беше пандемијата, така? Ни недостигаа концерти, ни недостасуваа културни настани, едноставно дружење. Меѓутоа, едно е дружење на кафе на брзинка, а друго е дружење, ајде да отидеме заедно на изложба, ајде да отидеме заедно на концерт. Тоа е дружба во концептуална смисла. Социјалната дружба, кога има концепт, има поинакво значење. И тоа треба да им се доближи на младија, за да ако сакаме да создадеме еден народ или млада нација која што ќе има осет и односно префинет осет за уметноста и за креирање на урбаниот живот. Значи да создадеме креатори, тоа ми е поента. Така. Како што би рекол Игор Джамбазов, ми се допаѓа кога ќе видам луѓе кога ќе дојдат во театар облечени како за аматорска вечер, во смисол убаво и отмено облечени луѓе кои што со својот изглед укажуваат на тоа дека придаваат значење на настанот на кој што присуствуваат. Па да, точно. Ама и порано имаше таква култура, сега не може да влезеш во театар со патики. Не може. И да носиш одело. Во театар се знае дека треба да отидеш дотаран, да баш кога на турска. Или виенски бал, еве, многу луѓе велат, тоа не е далеко од нас, но скопски бал може да се направи, нели? Скопски концерт. Да. Точно така. Порано беше престиж, чи да добиеш, да дојдеш до карта за на представа, па дури за одредени концерти. Сега е мислам дека може би ќе почне да се гради, веројатно кога ќе достигнеме дното нема каде да се оди. Само нагоре. Ќе мора некој да повлече и ќе видиме како ќе изгледа тоа. Мислам дека може би е тој процес и почнат. Се надам, мислам не се губи надеж. Така, кои се модните трендови кои што според тебе е она што е соодветно или прикладно да се види во една таква културна средина, значи рековме на изложби, на концерти, на сега претпоставувам дека на рок концерт нема да одиме со кравата и со кошула, но веројатно секоја прилика па си носи свој аутфит. Да, па нормално. Да мислам дека треба да се избегне таа униформираност која што сега владе.
моментално многу малце луѓе гледаме со стил, тоа се ќе потврдат. Сега не сум и за ова не сум компетентна, значи сега си кажувам лично мислење, една моја перцепција на животот во Скопје. Многу малце гледаме сега некој со оригинален стил, фризура интересна, дури кога ќе забележам некој дечко или некоја девојка интересно облечени, оно ми застанува погледот. Меѓутоа мислам дека тоа и не е само кај нас, мислам дека низ Европа е некој, мислам изгубени се, дали после пандемијава не знам, ама малку се преточени тие стилови, меѓутоа да, мислам дека треба да се запази и да младите луѓе да гледаат да си најдат свој еден израз преку облекувањето, едноставно да знаеме што во која насока размислуваат, кој е стилот на живот според накитот, според фризурата, според облеката, боите. Мислам, можеби некако што беше порано, секако тоа мора да оди во некој, односно си има одредени измени, така и треба. Меѓутоа мислам дека се останати одредени оски во однос на стиловите, според тоа која музика се преферира, какви книги се читаат. Така да мислам дека тоа е останато исто или слично и многу лесно може да се познаат тие со, да речеме, кои што имаат личен израз, да речеме. Лесно може да се види според нивниот аутфит. Така, што се однесува до Дали е компетентно... поет некој? Така. Што се однесува до компетентноста, морам да кажам дека ние сме овде, правејќи ги овие подкасти, правим да го практикуваме, да практикуваме слободата и правото на изразување, да го кажеме нашето мислење. Со тоа, јас претпоставувам дека понудуваме на публиката едно автентично, оригинално наше мислење, односно во случајот твое мислење, и тука нема потреба да се биде стручни. Не објаснуваме како функционираат законите на квантната физика, па сега да се повикуваме на стручност. Тука едноставно урбаното живење, за кое што сама кажа дека имаш километри, го коментираме и преку самото тоа создаваме содржина која што е интересна за гледање. Апропо ова со стиловите, например, баш сме разговарале и со другарка ми и со други луѓе, дека стилот изграден во тинеџерските години, после се провлекува низ целиот живот. Например, ќе зафркаваме, вика, еднаш металец, секогаш металец. Значи, порано да сум се облекувала, значи мајца со бендови во црно, и еве у истиот стил ме следи и понатака, иако значи тоа сум го надградила на некој начин во еден поелегантен облик сега, согласно годините, нели? Меѓутоа стилот е останат, значи кога ќе ме види некој сигурно не може да помисли дека не знам, слушам некој, не знам, турбофолк или некој вид на друг мејнстрим, се познава, значи веднаш ќе се препознава дека се работи за некој вид на алтернативен облик на алтернативен стил на негување. Така што ден денес тоа се препознава, значи како што сум била на 13-14 години, само стилот е сега надграден. Мислам дека и сите е тоа. Така што кога ќе видиме, значи, некои луѓе кои што се, нели, според некои стандарди нормално облечени, или ние ги нарекуваме тие на шпиунски, че не може, едноставно се губи во масата. NPC реков кажа, non-playing characters. Да, и на некој така му е комотно и тоа е во ред. Меѓутоа денес во подкастов ние збориме за луѓе кои што ставаат белек.
луѓе кои што оставаат белек, секогаш се препознаваат. Многу ретко некој да така да има, не знам, тој некој обичен стила да има нешто чудно и автентично како израз во себе, па да може да го презентира нели на масата. Најчесто тие се препознаваат. И мислам дека тоа е од внатре кај луѓето, дека тоа е внатрешен порив кој што е невозможно да го покријат, да го уништат, и затоа ние ден денес се сеќаваме на нив дури ако ги нема. Една сцена која што мене ме асоцира на Скопје, на бивањето урбани ликови, еден краток обид за подкаст што го имаше Драган Костич, мислам дека се викаше Б. Каде што гостин му беше Гиш, и Гиш во еден момент вели дали може да зборувам скопски, и почна да зборува скопски затоа што зборува за музиката, за уметноста, за живењето во Скопје, а Гиш е еден автентичен скопски лик. И апсолутно. Кога мислам на нешто така урбано и автентично за Скопје, овие двајца луѓе седнат еден до друг разговарајки за уметноста и за преце за музиката, ми се, како да кажам, пример како за од учебник. Кои се примерите на луѓе од градот и местата кои што се уште или на кои што се сеќаваш, кои што го раскажуваат ова скриено или изгубено Скопје? Значи, кои се тие луѓе кои што веќе ги нема и места кои што веќе ги нема, а така силно звучат и изгледаат скопски? Прво малку само ќе се надоврзам, инаку сум многу голем фан, скопски жаргонски да се изразам, и долго време сум ја слушала на Гиш емисијата на ноќна програма на Радио Скопје. Значи, тоа ми било една прекрасна, приспивна приказна секој понеделник. Едва сум чекала да слушнам за која тема ќе збори. Особено ако му гостува Ато Станковски, тоа беа епски разговори кога Гиш и Ато Станковски. Епски е вампирот компир, да. Така. И Леглиш. Леглиш, беше Леглиш. Да, и ова сум му го кажала. Викам, дали знаеш дека значи секој сум чекала до понеделник да ти ја слушам емисијата. Значи супер, мислам си направивме муавет. Види, има многу интересни места кои што сега не постојат, биле дел од скопскиот урбан живот. Не знам да ти кажам од кај да почнам, од овие затворените локали или отворени, од отворените места. Ајде. Мислам гледачите слободно нека се надоврзат на муабетов коментари после. Нека ме дополнат слободно, нешто ако испуштам. Сега за себе ќе почнам, ние сме се собирале, сме седеле на коцка пред градскиот трговски центар, па дури кога бев втора година средно се случуваше организиран настан, свира бендови за да се заштити коцка од рушење, меѓутоа тоа не се случи. Еве исто тоа е еден минус на институциите кои што ја срушија коцка заради профит да се изгради таму овој малиот трговски центар. Тоа беше место каде што секоја недела се собираат луѓе нели со алтернативен стил, кои што разменуваа стрипови, касети, и на некој начин тоа беше еден класично урбано обележена Скопје, да заборавиш дека си во Скопје, како да си во Берлин сега. Тоа беше коцка. После пред Лондон на клупите секоја вечер, претходно собирање исто така пред соборниот храм, пред црквата, тоа беше многу интересно и мислам дека не знам дали во Европа постоело сличен начин на собирање пред религиозен објект, и мислам дека сите металци таму се собира и многу беше интересно. Со модела и мислам ми се еден белек од младоста.
Пред црква вриеше металци. Значи се поминува таму секоја вечер и гледаш млади луѓе од црно со долги коси. И мислам дека тоа беше интересно за Скопје и дури луѓе што го посетуваа и што доаѓаа од други држави, тоа беше Атракција. интересно за гледање, едноставно живееше оваа ноќниот живот. Односно постоеше ноќен живот некако. Потоа пред пред домот на армијата имаш, таму се излегуваше, односно пред Lady Blue, мислам дека тоа беше кецот, другото беше Кристијан, мислам дека. Јас Lady Blue ја паметам на булевар Климент Охридски, овде спроти Матица. Да. Собирање исто имаше на пред ЕСФ или чекај, пред понатака, мислам подоцна пред Љубов кафичот. Нека ме дополнат. Љубов беше на Партизанска, така? Да, на Плочник исто така, кратко време. На Кеј доле исто. И мислам дека од прилика тие се вака по на ваму кај Котур. И таму се собираме, меѓутоа тоа беше истото уствари, кај ако седиме пред дом на Арома, исто и на овие на дичињата позади, после таму беше отворено Рекорд Рекордс. Ако ти текнува на Симе, не го паметам тоа искрено. Добро, мислам тоа беше исто едно култно локалче. И вака мислам дека сите ги спомнав. Тие вака беа некои места, нормално во парк исто така, од отворениве. Додека од локалите, има многу. Не знам, сега ќе се присетат луѓе, значи од Бесна Кобила, Пони, Зизи Топ, сега сам текне Lady Blue, Вулкан. Вулкан имаше, тоа беше супер место каде што свира бендови со своја авторска музика, млади луѓе, освен Рокфест, млади Рокфест таму се одржуваше некој време. New Age. Чека се да ми текне, значи добро, сега балет постои цело време додека е ова. Браво понатаму, Браво се уште постои. Мислам дека браникот на скопскиот урбан живот, Браво. На скопската рок сцена. Да, бога ми да. Подсетим уште некој сега нешто не спомнав од овие. Добро, мала станица спомнав претходно. ЕСФ, чекаат по стариот, ЕСФ. ЕСФ беше доле, значи кај Валијан, се правеа таму метал забави редовно, многу интересно место беше тоа. Позади дом на градежници, така, практично, така? Да, тамо. Подсетиме уште некој, сега да не ги утнам, гледам да ги задржам по време. Ако нешто утнам се... Затоа гледачите ќе се надоврзат во Мора се надоврзат, ама мислам дека вака првичната тие ги кажав што се значи нормално не постојат, така што се собирале се овие алтернативни групи на луѓе ги кажувам. Инаку, значи свирки имаше нормално Lady Blue, Кристијан. Во Кристијан ја не можев да влезам како малолетна, па со брат ми се шверцува внатре. Мислам дека таму свиреш, мислам дека имаше преходно Мавровка Стерна, по Стерна свиреше Гиш со Банкрот Блуз Бенд. Мислам дека они се меѓу пионирите со овој вид на музика, значи свира блуз. За Вулкан кажав, тоа беше можно интересно место, затоа што, значи, беше во центар, простор каде што стварно може да си
да се представат бендови со својата авторска музика и мислам дека еден период имаше секој петок или сабота свирки и мислам дека немаме талас што не идел на свирки у Вулкан од Millennials генерацијава правам. Така. Или правел свирки Добре, јас сум често. во X генерацијата, така што и ние одевме. За една година ја фаќам X генерацијата. Да, така и сега понатаму мислам дека се отвори Кастро. Кастро беше исто интересно место. Меѓутоа ета и тоа се затвори. Кои тоа, значи, види, МКЦ си остана исто како еден вид културен центар каде што можеше да се младите си најдат свој уметнички израз и се одржуваат концерти, мислам дека и тоа на некој начин така се држи уште на некој стаклени нозе. Од другиве места каде што излегува, значи исто луѓе, пази, порано, значи ние, ја кога растев, Трue Folklore беше за селјачки, тоа се гледаше на некој начин Подценување. Подценување, да, додека значи да имаше група на луѓе кои што едноставно си беа по поп музика и се излегува одредени места и тоа беше окей исто културно. Например, тука имаш дискотека Silex, МНТ. МНТ беше под денешната, во подрумот на денешната опера и балет. Да, од локаливе се излегуваше во Аха. Од постарија места треба да ми текне, ма имаше доста кафичи култни, Бонијани например. Бонијани се култни кафичи кои што се сеќаваат генерације, сум ти се постари од мене. Така. Имаше сега да не само да нутнам вака хиерархија, требаше да си ги читам како за лекција. Требаше ги. Знаеш како, мислам дека убавината на ваквите разговори во тоа да не се биде совршен. Знаеш кога Да, јас го имам искуството, значи кога ќе се исчитаат работите делува и некако стерилно, вака баш во муавет. Ликови кои што ти оставиле впечаток од ово урбано живење во Скопје. Значи уметници, писатели, едноставно луѓе кои што се препознатливи, а не биле можеби ништо ни посебно уметници и писатели. Види, па дека го спомна Игор Исаковски, да, од овие кои што не се со нас, нормално сведоци сме дека многу сам се починати. Лично на мене, ќе кажам лично за мене, меѓутоа и за градот, бидејќи мислам ќе пробам да бидам објективна, слободно нека ме дополнат луѓе, значи кои што го живееле скопскиот живот. Значи, сега кога се сведочавме, значи, Зоки Балет, нормално, еден култен лик, многу интересен. Мислам, он остана панкер од, ето, тоа истото што кажам, од тинејџерство до крај. И не спушти личен стандард. Тоа е многу интересно за него. Тоа што можам да го кажам, знам и некои интересни случаи во врска со него. Од други култни ликови кои што сега ги нема, например, што обележале скопски живот е исто Бајо, кој што го држеше Зизи, сопругот на мажот на Вера Јанковиќ. За него ми е интересно дека ние како 15 годишни девојчиња влеговме во Зизи еднаш. И вика, девојчиња, колку години имате вие? И сега ние бевме вака група женски и чека са ја да кажам. И ја викам 17. Та да не изложам ептан. Вика 17, викам па 20. Вика, земете по едно пиво од мене и вика губете се тука. Тоа беше интересно за Бајо. Зизи беше доста култно место. И ќе потврда тоа, мислам дека постарите генерации подобро знаат од мене. Ета, јас сум била избркана како малолетна.
Понатака од култните ликови мора да го спомнам Пиже, мајката и таткоти, чиј он се провлекува, он е еден од креаторите на скопскиот ноќен живот. Иако јас не сум била толку дел од тие кругови, меѓутоа познавам луѓе кои што биле и не можам да не го спомнам, она е стварно урбана легенда, сам тоа е факт. Зеко исто, значи, они се скопски фаци кои што не можеш да ги избегнеш. Тие се довие кои што ги нема, кои што поставиле еден стандард, столб на скопското урбано живење. Додека можам тука сега вака ликови, како ликови се, ова беа луѓе кои што држале локали, значи. Така. Додека како ликови има доста, значи од постарата генерација, значи еве Драган Досточка Костиш, на кој што сум била, на кој што пушта музика во одредени клубови навечер, беше доста активен и сум била со одредено друштво, иако не сум била по тој тип на музика, меѓутоа си имам поминато супер. И тука сега да ги спомнам од некои уметнички правци, значи ликови кои што одбележале скопски живот, да, Ацо Станковски ќе го спомнам. Тоше Попсимонов, нормално, мој драг пријател, со кој сум била стварно блиска и ми дал поддршка за ова што го работам, он беше многу специфичен лик. И може да кажам дека сум горда што сум живеела во негово време. Понатаму вака од поновите генерации, значи од урбани ликови кои што се уште се живи, фала Богу. Имаме тука е Драги, кој што го држи Мало Браво. Значи мислам дека Драги е исто еден бард. Не може да си во Скопје да не си заглавил во Мало Браво. Мислам тоа е стварно трагедија. Мора да си го посетил Мало Браво и Големо исто така, кај Миле, они се браќа. Мислам дека они се креатори исто така на скопскиот ноќен урбан живот. Од други сега уметници, Гиш нормално. Гиш е во повеќе сфери, мислам, активен. И во книжевност, и во музика, Водителство. и медиумски, да, он е вака се опфатен и кога ќе го видиш на точак или негде ќе пролета, едноставно ти мириса на Скопје. Мислам, не може тоа некој да го порекне. Сам може на некој да им се допаѓа, некој да не се допаѓа, меѓутоа во контраверзноста на неговиот лик е всушност убавината и символиката на Скопје и он ја носи со него. Тоа е факт. Владко Стефановски морам исто да го спомнам тука. Од тие кои што заминале, нели, брат му Горан Стефановски исто е една скопска урбана легенда која што Скопје го преточи преточи на хартија. Значи едноставно Горан Стефановски го долови амбиенталното Скопје на една прогресивна генерација од неговото време. Значи или на некој начин тоа за кое што он пишуваше, ние сега допрва го живееме. Така што и Владко морам тука да го спомнам, исто без разлика на некој дали се допаѓа или не, тоа е ирелевантно, тоа не го разбираат луѓе. Значи или си урбан лик со печат или го имаш печатот оставено или не. Значи сега Владко успел да го остави на светско ниво, тоа е факт. Вака, Бетовен бил неподнослива личност, но тоа не го намалува фактот дека бил гениален музичар. Знаеш, тоа е ирелевантно. Сега јас не можам да кажам за некоја личност која што не сум делела некој соживот. Така. Значи ние сега зборуваме за некој печат, не за дали некој е многу добар човек или не е добар човек, баш ка тие критериуми се за секоја многу дискутабилни, така да тука не можам да навлезам. Меѓутоа дека оставил траен печат и дека е амбасадор на Скопје и на Македонија, тоа е факт. И ирелевантно е јас што мислам за него или било кој, меѓутоа фактот е
тој. Тие се и мене обележало, на пример, не знам, ако се шетам и сега и како дете низ Тафталиџе, мене Тафталиџе амбиентално ме потсеќа на Лепи Сол. Тафталиџе е Лепи Сол. И едноставно тоа е тоа. И мислам дека многу луѓе ќе се согласат со мене, особено од тие кои што се родени и живеат во Тафталиџе, зашто тоа е навистина така сега. И сега имаме едно од поновите генерации, ќе си го спомнам другар ми кој што ја држи Буква. Буква ќе се пресели на нова локација. Значи, кој што бил водител на 103-ка, уклучен на многу настани, исто Буква беше и мислам се уште ќе смени локација, една вид на субкултурна институција Агрегат. која што поддржува оригинални уметнички изразувања во повеќе правци. Значи, Марсо е култен лик, значи, тоа е тоа. Од ново време ќе го спомнам Ѓоко Здравевски, кој што да пишува поезија и ги организираше во Менада, и тоа е еден од локалите кои што ги нема више, исто така Менада. Менада беше култно место. Се организираат таму поетските читања. Од културниот живот исто така што е замрен, преска заборав да кажам, Нью Орлеанс од Чаршија. Нью Орлеанс беше исто така култно место. Од новиве, значи, освен Буква, од други великови, Костадин Шурбановски, Шурбе. Шурбе е исто креатор на урбаниот градски живот, и он мислам дека исто има еден стил и стандард кој што е не знам како да го опишам, он е човек со еден класичен урбан стил, не знам како да ти кажам. Он е камелеон. Можеш да го сместиш во повеќе децении според стилот на музиката, според стилот на облекување, оно што како се представува и каков израз има. Значи, многу ми е интересен, и он е исто еден човек со печат во скопскиот културен живот. Од тука можам, од овие по кои што ги нема, не можам да не го спомнам Мирко Попов. Сепак беше култен лик. Исто, мислам, интересен, специфичен, со свој стил. Исто така, он беше еден двигател на една сцена која што се уште постои. Тоа е интересно. Од младиве, интересни ми се еден проект ИВЛ, не знам дали си ги слушнал. Не. ИВЛ, да, тоа е многу интересен на амбиентален звук, тројца млади луѓе, мислам, нешто фантастично. Ги знаат новиве генерации. Тука можам да ги спомнам од нови бендови креатори, Лембик, Виктор Танасковски. Он беше исто така во повеќе бендови кои што исто така оставија печата на помладава генерација, вака како што ја пратам, нели? Мислам дека сите ги опфатив. Сега вака на некоја кој што ми текнуе, она текнуе се убаци со Скопски. Скопски, така. Од нели бендови кои што станале сега, нели, и ги знаат три генерации, сигурно тука не можам да ги избегнам културно-уметнички работници. Они се, мислам, Фаци, една група, да, Фаци се пред се. Од кој што едниот колега ми е нормално, Мирко.
Пред Особено ако се направи Клинтон. кратенка од нели името. Да, значи они се, како да ти кажам, тоа се исто, они се живи легенди, буквално, урбани. Нема генерација која што не ги познава, си имаат они еден стандард таков, малце по либерте, многу искрени текстови и низ град можеш да ги сретнеш. И исти се, буквално, тоа што го живеат, тоа и го свират. Значи они се сите урбани ликови од цел бенд. Значи од Љак, бубњарот Мирко, а, Маријан Мацко, така да, значи тие се тие од овие предходно урбани ликови од металци, сега можеме по бендови да ти ги кажам, значи имаме запамтени некои. Сега баш видов Океан Пацифик, еден исто урбан лик, не можам да го прескокнам, тоа е Киклоп, не знам дали го знаеш, што свири ирска музика. Киклоп, Не. Киклопариум. Значи, Киклоп исто е еден дечко со стандард, кој што се провлекува низ деценииве, низ скопски локали, ти го слушнаш како свири ирска музика и е многу, многу интересен. Мада сите ликови што излегуваат кај Драгио Мало Браво се буквално некој ако не напише нешто, мислам, за нивото постоење ќе биде голема грешка. И не знам сега да подсетиме типа да се надоврзам. Па не, јас би сакал да те прашам, дали градот убав пак ќе никне, во смисол, дали овие места ќе направат све видни оази во целиот тој урбан хаос кој што е создаден со проектот Скопје 2014 и со новата буквално масовна и безмилосна урбанизација, значи грабање по секој метар квадратен. Дали овие ликови, овие места, овие институции, идеи ќе направат мали оази кои што сепак ќе бидат местата кои што еден случаен намерник од некоја друга земја, од некој друг град ќе ги бара во Скопје, а не големата бетонска џунгла која што во големата слика прва се забележува. Не можам да предвидам што ќе се случува. Можам да кажам од што јас лично се трудам да направам во врска со тоа. Јас пробувам да наметнам, да укажам на одредени вредности во работата која што ја работам. Бидејќи работам со луѓе, држам тренинзи и пробувам да наметнам некој стил кој што сметам дека е као пред се повисока естетика во уметничка смисла на зборот, бидејќи тај чечуанот е уметност во движење и бара одредена елеганција. Елеганцијата, да се разбереме, секогаш била дел од повисокиот културен стандард и тоа наметнува, више почнува доколку ја изградиме, тоа има домино ефекти врз градење на мислењето за другите сфери во областа на културата и уметноста на живењето. И мислам дека секој поединец треба да се труди да влијае на да кажам да позитивните вредности во културна смисла, ако сакаме да одржиме ниво, значи да не се грабаме. Тука е целиот проблем. Ние кога како локалните политики го стеснија просторот, да мора сите ние да се бориме за свој простор за живот, ние почнавме нели фигуративно да се лактаме за работно место, за место за живење, за паркинг, во продавница да не можеме да чекаме ред, во банка, ме разбираш? И тоа како почнува локалната политика да не притиска, од нас излегуваат други луѓе. Што значи дека немаме простор. Меѓутоа сега бидејќи веќе е направена штетата, она што може да направиме е да
почнеме со афирмација на афирмација на повисоките критериуми и да налагаме повисок стандард во културна смисла, за да можеме да си дадеме повторно простор. Тоа е единствено што може да направиме, инаку како предвидување не можам да кажам ништо, надешто не може да се изгуби се додека постојат луѓе со кои што можеме да си размениме, значи, слична филозофија и светоглед. Се додека постојат двајца луѓе, минимум двајца кои што ќе имаат повисоко ниво и прогресивен ум, надешто не може да се изгуби. Кои тие двајца ќе ги снема, тогаш станува ризично и ќе треба да се чека веројатно друга генерација. Така што не би сакала да зборам дека нема надеж, мислам дека има. И тркалото секако се врти. Споро или бавно. Така. Ти благодарам. Споро или брзо, извини. Така. Значи, бавно или брзо, тркалото си се врти. Секај нас може малце да е така подзакочено, меѓутоа не може да не се заврти. И според тркалото, тоа што денес е на дното, еден ден ќе исплива на површината и обратно. Да. Ти благодарам за ова гостување и ви посакувам успешен процес вечерва. Ти благодарам и на тебе и се надевам дека гледачите ќе ме дополнат во коментари со нивни видувања на темата и може да не подсетат и за уште некои интересни скопски урбани приказни, нека ги напишат во коментар. Чекаме. Секој добро. Чао.